Денежки лежат, как высоко копить, падается бабка на каменщик. Ай, стакан зеленый, водочка слеза, я как влюбленный, не влажный глаза. Май, как ты будешь, нормально вечно дур, уходи, за Май, как ты будешь, нормально вечно дур, уходи, за Если нет денег, это не беда. Привяжите вину, вот и навсегда. Где моя Одесса, где мой отчий дом? Даже день вчерашний помнится с трудом. Ik zit voor de tv. На морском песочке солнце и весна, распустились почки, и печи нет и сна. У меня, конечно, есть один наряд, больше петь не буду, но меньше тоже нет. Što baraš ti ovde? Ništa je da selam. Idam! Odi si! Se pojavi, a? Što sad? Idem od manastiru. Te je izvrka. I film. Što je brate? Сака да заповеда. Секој сака да заповеда. А луѓето се противат. Не сакаат некој забалдијал им вика. Ами како? Како и да постапуваш од луѓето одобрување нема да добиеш. Сепак со сите треба строго. Ги искара човеков сите видливи и невидливи. А чум? Творештина. Не ми е жешко. Не трпам да збор. Просто што го наболи стомакот, човек мисли дека е власт. Пријатно. Јадам лепо на свој. Селски? Убаво го прават делот на село. Ако има брашно се разбира, може да испечатува го куќи. Ама ајде. А мириса како селски. Може едно парченце да пробам. И мене ми е мал. Ете, може да се свири и побод. Велите дека се вика валцерот на поулавениот поп. Токму така. А зошто така? Чувствувам во тоа некаква соблазност, некакво непочитување на духовниот ранг. Е, сега почна да мудруваш. Што капкаджија си бил ти Павлин. Неправедно ме осудуваат. Зашто сите знаат дека рбетот на мојата душа е кроткост. Само умот ми е мирен. Не си им покет на луѓето, брат. Тоа ти. Зашто вистината ја засекав повеќе од себе. Не се жалам што ме прогонуваат. И бидејќи сум цврст во своите намери, не сакам ништо друго освен вистината. А што да сакаш? Куќака имаш, пари имаш. Декерката на поштарата. Кај предмала. Брат Јогаш, девојка со лошо поведение. Видела, била мажена се инженер. Мари Ивановна, откаде кај вас таква недоверба спрема факти? Јас верувам само во она што го знам. Тој би си мислам воопшто не прилега на вашата надворешност. Би била мажена да албум на вишегидето на фабриката за преработка на шекерна репка. Да не го оставите кога си да ви се коска од риба. И го остави. Кај нас во околицката благена? Кај нас во поштата знаат повеќе од кај нас. Тој украде пари, сега е на суд и самата таа е вмешана во тоа. Да. Мари Ивановна, Лидија Павловна, лично Татјана Николаевна. Бидејќи се расправате, треба да ме почестите со пиво. Добро на сепак кај е тоа. Така, ќе видите. Слушајте, може едно парченце да пробам. Не кажеш ти че да сакам да пробаш. Не да се пробаш. Саме така отворено. Фала. Павлин! Кратчево е убавина. Како кајга на начини, а?
Ќе направат железничка пруга и се ќе расипат. Со што ќе расипат? Гук! Со навалица од странци. Јас сум пропаднат, брат. Го пропасти жената. Почетокот беше така. Убава, весела, ете таква. А подоцна, здодевно ми е веќе. Почна да пие, па и јас со неа. Ти и јас, што може? Се препушти на лош живот. Почна да ја тепам. Да, таа избега. Имав керка и таа избега. Ели Ивановна, докторот и Надежда Поликарпов на бајцата си безден како Таа е лоша? Не знам. А потоа мене некој пиен ми испреврте утробата. Сега сум болен. Работата ми оди од рака, а и не умеам ништо. Не работите тогаш како? Видите така? Кога? Како? Мари Ивановна, тоа е чудно, дури и страшно, вие не верувате во ништо. Не, викајте. Не, дека Лидија Павловна, дека шефот на полиција. Денес ке дојдат инженери. Да градат пруга. Да градат пруги, а нема каде да се пати. Има работа. Што велиш, добро би било малку да се поработи. Еве го головастикот. Се знаете. Што велите? Здраво, живо. Ала, Градоначалникот туку што ја помина реката. Иде навам! сака да ги пречека инженерите. Многу добродели старец, што велите? Кој Иван Ивановиќ, горештина? Таа ваша нестрпливост ја зголемува горештината. А јас никого не чекам, па затоа и не ми е жешко. Идат, докторот, да носи А ние кого чекаме? Па немаме ние кого да чекаме. Не мислам на вас. Тој внукот си го чека. Да, и архипретикина сум. Прв студент од нашето градче. Многу интересно. Не е прв статистичарот што сум. Тој не го заврши факултет. Го избркаа поради политика. А се уби зашто ти го накодаш. А што ти требаше тоа ѓало ке да знае. Секогаш ќе им се спротиставувам на штетниците. Иван Ивановиќ е хубав човек. И при тоа не праведен. Но јас точно знам дека господинот статистичар Риби се уби поради безнадежната љубов кон Надежда Поликарпова. Таму што внимавам на себе. Не, докторе, простете, но како уживање риболов не можам да разбирам. Рибите могат. Што воопшто разбирате вие, мил мој? Многу мало. Ете да се капате зимно да се парите од купателите, да се сите ваши духовни задоволства, нели? Па човечкото тело е сака чистотата, а ние веќе доедовме. Донесете пиво дробјазги. Пријатно да го закашкаш човека кога играш белот за пари. Милувам не. А пак музиката, кога трубат убачите се чувствувам како војник. Тој всушност ви ласка. Каква корист би имал јас од тоа? Зар Маврик Јосиповиќ не се здоби со вечна слава од целото градче, со тоа што ги научи пожарникарите да свира? Или може би не е така? Добро, би можел да кажам дека се намачи сонко, но тоа не се уби да се попче. Јас сега Маврик Јосиповиќ, дори кога ќе видам самовар, помислувам на вас. Зарем тој личи на самовар. Ни малку. Само сакам да кажам дека се што однесим ме подсеќа на вас. Ќе ве награди со своите похвалби. Тоест на вашиот труд во музиката. Што пеете толку сладко време? Дури да пеам како Сојка Бадијал. Тоа што се подсмева докторот, тоа е затоа што е мраčan човек, кој се риба друго ништо не сака. А не ги нашите дами. Едва идат. На Јана Николаевна е тешко поради тежината и годините. Побелете пиво. А Лидија Павловна не ја интересира нашето друштво. Шетана жена котелива. Убаво јава коњи. Уме е таа, мил мој. Ето, зборувајќи за пријателите нешто го заборавивме женскиот пол. А што би можело да биде попријатно од тоа? Се разбира, не мислам на жена ми. Ајде, помош да пием. Времето одминува, би требало да стигне поштата, да видиме какви се тие градители. Да. Сигурно се некои картачи. Или сака да се понапјат? Не се собрале да ги пречекаат инженери, да? Јана Панаџур во селото. Луѓе што имаат пари, секому му се потребни. Слушајте, бидете добри, причувајте ми го камјот, ќе ви платам. Добро, можам. Ве молам. Каква? Ете, да не беше ти јас ќе го чувам коњот. Ако ти дадем науки, ми дадеш барем 5 паричка. Може само и 5 паричка ќе даде. Се твори кога си млад. Збогувам
сакам да забележам светите отци твореле и во подминати години. Толку. И тогаш тој вели, али са мојата љубов нема да умре пред јас да умрам и додека сум жив твој. Гледаш, а нашите машки не ни знаат такви зборови. Французинот е неверено љуби страстно и благородно. Шпанецот знае да биде дури и свиреп. Но влюбениот италијанец секоја вечер свири на гитара под прозорецот на жената што ја љуби. Бадијалата описменила Надежда. Вие сте Татјана Николаевна во тие години кога сето тоа веќе воопшто не е интересно. А А јас... ти само си го чешаш јазикот. Чекајте. А јас ви завидувам, мила моја. Колку само љубовни истории знаете и колку убави истории, како со ништо за девојка. Кобилата на Лидочка е овде. Запознајте ме со неа? Со кобилата? Не, со Лидија Павловна. Ти, душа моја, си прочитала 1000 романи, а не умееш добрено прашање да поставиш. Се доведуваш во смешна ситуација. Да, Ништо. Секој си е паметен на свој начин. Лидушка. Колку е таа груба со вас. Благородниците секогаш се така со обичните луѓе. Па дури и во романи. Се се опишува поубаво отколку што е. Благородниците се дрски. Погледнете каква убавица е таа. Ете, душа моја, Надежда Поликарповна сека да се запознае со вас. Гледаш, знае дури и книгста направи. Јас ве знам. Вие секој ден кога јавате поминувате покрај нашата куќа. А јас ве гледам и уживам. Како да сте грофица или маркиза. Многу хубаво. Често го гледам вашето лице на прозорецот и исто толку уживам во вас. Ви благодарам. Пофалба за својата убавина е пријатно да се чуе и од жена. Види од неја. Попријатно од жена или од маж? Секако дека од маж. Зашто само на мажите им прилега да оценуваат убавината. Колку сигурно го кажахте. Господа, доаѓаат! Ви интересира како се. Тета време е и жените. Почекај, Лидушка, се умори. А јас те чекам како празнува таму старци. Очи свече, пречеки смешно. Да, би сакала да ги види на коњи, во клопи со плаштови. Ајде, бабаче. Какви глупости.